Да бидеме и вечерва во молитвениот дом, верам ја цениме, почитувани, бидејќи се дружевме многу седмици наназад. Еве вечерва ќе го заокружиме ова проучување, ова серија, тајните на пророштвата, но Библијата не се исцрпува со толку предавање со 24. Ние ќе најавиме на крајот од ова предавање нов циклус, нови проучувања, бидејќи Библијата е еден рудник, еден бунар, каде што постојано ние црпиме нови сознанија. Но ајде вечерва да ја проследиме темава, како што веќе и насловот беше најавен, тајната на успехот. Како да бидеме успешни христијани, како да бидеме успешни луѓе на оваа земја на која ние денес живееме. Во музеот Лувр во Париз вела дека постои еден интересен столб наречен Хамурабиев законик. Тој законик има 280 правила за однесување во градот Вавилон. Тој закон е бил даден за да знаат луѓето како да се однесуваат. Тој бил изделкан 1780 година пред Христа по наредба на вавилонскиот владетел и го представува, значи, законикот, сите правила на однесување. Тежок 4 тона. Значи, изделкан 4 тона. Всушност, овој законик или овој така наречен базалтен столб, Хамурабиев законик, го представува царот во една церемонијална облека пред богот на сонцето Шамахш. Таму се наоѓа 282 правила, како што спомнав, за однесување на луѓето. Например, постојат разни тие правила и разни бројки, но број 13 го нема. Значи, во составот на овие 282 правила, кога ќе дојде бројот е прескокнат. Јас сум читал и слушнал во многу хотели, бројот 13 го нема на собите. Бидејќи никој не сака да спие во таа соба. Се смета дека е баксус и луѓето се суеверни. Овој законик представува систем според кој вавилонците морале да живеат. Значи, овие правила се однесувале, например, за деловни трансакции. Како во бизнисот луѓето да работат. Понатаму брачни односи, казни за лажење и така натаму. Еве да проследиме две правила кои се многу интересни. Например, прописот број 153 вели: ако жената ја предизвикала смртта на својот маж поради некој друг човек, таа треба да се убие. И овде пишува да се набие на кол. Гледате какви ригорозни правила постоеле во времето на Вавилон. И според тие правила луѓето биле казнувани или се однесувале едни према други. Еве правилото 229. Например, вели, еве ја ќе го прочитам, овде го имам, дека овде всушност станува збор за полиса за осигурување. Секој градител кој ќе пропушти правилно да изгради куќа ќе биде погубен. Гледате, во тие 282 правила имало многу насоки како луѓето да се однесуваат едни према други. Едноставно, почитувани, може да кажеме дека животот на овие вавилонци се вртел околу жртви и молитве на нивните богови. Секој човек си имал свој бог. Тој му се кланял, го обожавал и на тој начин барал помош од својот бог. Старите ракописи, особено од нивната мудросна литература, покажуваат чувства на разочарување меѓу верниците. Дали ова религија е успешна, се прашувале. Исклучително се трудам цел ден да му служам на својот Бог, но што прави тој навистина за мене? Сеќавате кога сте читале Библијата и во Египет, кога она 10-то зло му дојде на фараон, кога требаше детето да му умре и веќе беше мртво неговите раце, тој отиде пред својот Бог, го постави детето и се молеше, се кланяше, на крајот детето не оживее. И затоа многу луѓе после египетското царство доаѓа во вавилонското, се моле на своите богови и се чуделе, се прашувале: цел ден се молам на својот Бог, му служам, а за возврат ништо тој не ми помага. Почитувани, денеска, во наше време, во модерно време, голем број на христијани се молат на своите богови, се веруваат во својата религија, а за возврат немат ништо. Бидејќи не се молат на исправниот Бог, не го користат исправното средство или метода како да комуницираат со Бог. И затоа се прашуваат дали нивното богослужение има некаква смисла. И токму овој проспект што ќе го добиете на крајот ќе ни помогне да ги откриеме тие тајни за нашиот успешен живот и денеска нова земја.
Знаете, Бог не сака ние да се чувствуваме како лицемери. Знаете, се молиме, се кланяме, даваме дарови во црква, а за возврат како да Бог да молчи, како да е Бог незадоволен од нашата религија. Постои ли тајна, почитувани, која може едноставно да ни овозможи нам, христијаните, да живееме еден успешен, еден среќен христијански живот? Токму ова размислување вечерва ние ќе покушаме да ги допреме тие главни точки кои се многу важни за еден успешен христијански живот на ова земја. Што да сториме кога ќе дојдат искушенија? Што да сториме кога ќе се обесхрабриме, кога ќе паднеме на нашиот христијански живот, зашто сме грешни? Нашата природа е грешна и ѓавот не мами постојано. Се случува да паднеме, да се лизнеме. И дали да останеме постојано таму? Има ли излез? Постои ли можност да повторно станеме и да тргнеме со Христа? Дали е можно да се живе еден целосен, еден исполнет, полн живот на оваа земја? Што значи да се биде христијан, почитувани? Кога некој на улица ова прашање ако ви го постави, што значи, Господине, да бидете христијани, што би му одговорили вие? Сигурно би нашле некој одговор, можеби би биле затечени, не би знаеле што да кажете. Меѓутоа, еве да читаме библиски текст. Кој го има Синот Божи, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Интересно, ако сретнете човек на улица и ако го прашате што значи да се биде христијанин и како треба да изгледа, веднаш тој ќе ви каже, христијанинот треба да прави какви дела? Добри дела. Меѓутоа, постои разлика помеѓу она што христијанот го прави и она што христијанот е всушност. Понекогаш тоа се разликува. Едно зборува, а во дело, во пракса, сосема друго. Постои разлика меѓу она што христијанинот го прави и она што христијанинот е. И затоа ние вечера ќе зборуваме за практика, за пракса. Не само теорија да ја читаме Библијата или да веруваме. Знаете, Библијата е велика и ѓавот верува во Бога. Меѓутоа, неговите дела се многу лоши. Неговите дела не го приближуваат кон Бога, туку го оддалечуваат. Значи, почитувани, што значи да се биде христијанин? Христијанинот го прифатил бесплатниот дар на спасението и тој христијанин воспоставил жив однос, жива комуникација или врска со Исуса. Како дел од Божјото семејство, христијаните стануваат деца Божји. И затоа ние се нарекуваме меѓу себе деца Божји. Сите сме ние деца на големиот Создател. Кој е единствениот вистински потик некој да биде христијанин? Дали Бог ќе не награди да бидеме богати, да бидеме славни, да бидеме на првите страници на весниците? Зошто ние стануваме христијани? Кој е главниот мотив зошто ние се одлучуваме, почитувани, да бидеме Христови следбеници? Павле вели, бидејќи љубовта Христова не тера, не гони. Нема тука интерес. Секако има интерес, оној крајниот, а тоа е спасение и вечен живот. Меѓутоа, сепак, најпрвин потикот треба да биде љубовта Божја кон Исуса Христа. Ова е всушност искуство на големиот евангелист апостол Павле. Тој тоа го искусил во својот живот. Тој се соочил со многу неволи, со многу искушенија, со многу предизвици, со многу падови или паѓања во својата вера. Павле им вели на коринтјаните дека не можел поинаку. Тој ја согледал Христовата љубов и таа го натерала, таа го потикнала, таа му дала енергија на Павле. Имал 3-4 мисионерски патувања апостол Павле. Неколку пати бил претепан од некои луѓе. Го фрлеле преку зид во тој град кај што служил, а тој на другата врата влегова и повторно го проповеде евангелието. И по цена на својот живот одел кај големи луѓе. И на крајот завршува, знаеме, во Рим, на тоа долго патување. Павле ја согледал Христовата љубов и бил посветен животот да го даде за таа љубов за Исуса Христа. Колку е важен Светиот Дух во животот на христијанинот? Знаете, ние понекогаш мислиме дека можеме сами да се изградуваме. Не е возможно. Потребна ни е надворешна сила, а таа сила Исус ја пратил и вели, ќе ви пратам заменик, ќе ви пратам утешител кој ќе заминам. Исус кога заминал, 10 дена во горната соба учениците го чекале ветувањето, исполнувањето на Исуса Христа. И Павле, односно Јован вели, духот е тој што уживува. Телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Вистина, овде апостол Павле зборува, браќи и сестри, дека без Светиот Дух
човекот не може да обстане. Ти може да имаш мотор, но ако нема гориво тој мотор, ако нема бензин, тој не може да се употреби. Светиот Дух, без Светиот Дух кој живе во него, животот на христијанинот е без сила. Светиот Дух го менува нашиот стар живот, го преобразува секако во едно ново суштество. Едноставно, Духот е тука поред нас. Светиот Дух, може да прочитаме заедно, ни ја покажува Исусовата љубов. Не осведочува дека сме грешни. Кој ќе застане пред тоа огледало Божје, тоа е Божјиот закон. Духот Свети вели, ти си грешен, тука погреши. Но не остава на цедило, не остава таму во грешноста, туку ни дава излез, ни дава пат и вели, оди кај Христа. Тој ќе ти прости, тој ќе те опере со неговата крв. Не упатува на секоја вистина. Духот Свети не зајакнува со духовни дарови. Токму Светиот Дух го менува нашето срце и не оспособува да донесуваме род или плодови во нашиот секојдневен живот. Секако, ако навистина сакаме да живееме успешен христијански живот, почитувани, не можеме тоа сами да го направиме. Потребна ни е сила од страна. Молете се секој ден за ново свежување од Светиот Дух. Не може христијанин да живее ако нема постојна врска со Бога. Дали на улица, дали дома, дали на работа. Молитвата ни е дадено како средство кое може да си ја понесеме со себе, односно во нас. Молитвата е средство за комуникација. Бог е подготвен, почитувани, да ја осигура присутноста на Светиот Дух. Може би ние не може да го замислиме тоа, но Духот Свети е тука пред нас. Исус не овозможува таа прилика, но од нас зависи колку ќе користиме силата божествена. Според Исусовите зборови, во што се состои тајната на успехот во живењето на христијанскиот живот? Јован вели, бидете во мене, односно тоа Исус го кажал, и јас ќе бидам во вас, како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене, ништо не можеме да родиме, почитувани. Нашата врска треба да иде постојана. Бидете во мене. Постои само еден начин да се христијански живее, а тоа е да бидеме поврзани со Христа. Ако бидеме сами изолирани, ние не можеме. Може прачката, ако ја отсечеш, може неколку денови да обстои, но кој ќе дојдат горештини, кој ќе дојде суша, сонце, таа прачка ќе се осуши. Нема живо зашто е отсечена од чокотот, од лозницата. Значи едноставно не можеме ние самите, како овде гледате. Значи лозницата е поврзана и носи плод. Така и никако христијани не можеме сами да обстанеме. Сеќавате кога зборувавме за темата за крштевањето. Еден пријател и сакам се крстам, но не сакам да припаѓам во заедница. Невозможно е тоа. Да бидеш крстен и сам да вирееш, сам да постоиш. Мора да се порвазиш со некоја заедница. Мора да припаѓаш некаде. Бидејќи Исус воспоставил своја заедница, нова планета, нова земја. Лесно да се биде човек со, под наводници, лозова пенушка. Самите да бидеме тоа стебло или пенушка. Невозможно е. Исус сака да биде наш вечен пријател. Тој сака да дојдеме кај Него и да останеме со Него. Тој е лозовата пенушка, а ние сме лозата, почитувани, преку кој тој носи род. И затоа ние сме му потребни на Бога. Да преку нас се покаже љубовта Христова, милоста, спасението, родовите. Затоа на Бога му се потребни луѓе, му се потребни ученици. Исус можел сам да ја заврши својата мисија додека бил на оваа земја. Но Исус одбрал 12 едноставни апостоли, 12 едноставни луѓе, кои може би малку биле ценети во општеството. Едино Матеј бил цареник. Петар, останатите биле рибари, непознати мештани во местото кај што живееле. Но Исус од нив направил амбасадори, направил представници своји на оваа земја. И затоа, почитувани, ние треба да имаме секојдневна добра комуникација со Бога. Ајде да ги наброиме трите важни фактори за добра комуникација со Бога. Број 1. Проучување на Библијата. Што значи тоа проучување на Библијата? Тоа не е само механичко читање на неколку глави или стихови, затварање и продолжуваме со живот. Проучување на Библијата значи Бог стапува во врска со нас. Бидејќи Библијата е Божје писмо. Кога ние читаме во Библијата, ние читаме за Бога. Тој ни се открива. Едноставно, тој ни се открива и стапува во врска со нас. Понатаму, молитва или молитвите се средство за ние да воспоставиме врска со Бога. Значи,
не мора да бидеме поврзани со мобилен или телефон. Кај што се движиме, кај што одиме, упатуваш мисла кон Бога, молитва. И тоа е таа врска со Господа. Тука ние, значи, стапуваме во врска со нашиот Спасител. И трето, многу важно, проповедање на Евангелието. Тогаш Бог преку тебе и мене разговара со другите луѓе. Ние пренесуваме Божјата вест. Евангелието значи радосна вест. Гледате колку е важна таа добра комуникација. 3 чекори: проучување на Библијата, потоа молитвата и проповедање на Евангелието. Таму кај што ќе се најдеме. Може би ти знаеш повеќе од тој што е соговорник твој. Кажи му некој збор за Бога, упати го. Може би прв пат го гледаш и последен пат во животот. Но може би твојот збор ќе го потикне да размислува, да се моли и да еден ден биде спасен. И таму на новата земја, замислете, ќе те препозне тебе и мене. Ќе рече: ти, пријатели, ми кажа таму за Бога. Ти ми даде книга, ти ми даде Библија, ми даде Нов Завет. Јас читав, проучував, се молев и на крајот го запознав Господа. Кои духовни благослови се добиваат со редовно проучување на Библијата? Ајде да видиме што вели овде апостол Павле. Затоа верата доаѓа од слушањето на пораката, а пораката од Божјето Слово. Секако некој може би има проблем со читање, дали очите го болат и така натаму. Меѓутоа доаѓа на вакви предавања или слушање духовна порака од Библијата е средство кај што ние можеме да бидеме во комуникација со нашиот Бог, со нашиот Спасител. Тоа е Божје љубовно писмо. Бог ни се открива, Бог ни дава правила. Читавме на почетокот таму, значи во Вавилонското царство, колку тие закони имале. Едноставно 282 правила за однесување на луѓето меѓу себе. Меѓутоа Библијата е исто така полна со правила, со упатства. Не со цел да ни ограничи нешто, туку да не потикне да имаме блиска заедница пред се со Него и еден со друг. И затоа Бог ги дал и тие 10 свети правила. Ние малце покасно ќе ги спомнеме некои од нив, за да го регулираат нашиот однос со Бога и односот човек со човек. И затоа, почитувани, многу е важно да ние го читаме Божјото писмо, односно Библијата. Кој е најдобриот начин за проучување и разбирање на Библијата? И ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дали е учење од Бога или јас самиот од себе зборува. Значи, едноставно, постојат тие правила како можеме Библијата полесно да ја разбереме. Клучот за разбирање на писмото е во рацете или во срцето подготвено да го спроведе она што го чита. Ако нашето срце е затворено, и ако ние читаме и велиме тоа не важи за мене, важи за Јанко или Петко или за Трајко, не. Секојаш кога читаме, треба себе се да се ставиме во прво лице. Едноставно, целта на проучувањето на Библијата не е да докажеме дека ние имаме право, или едноставно дека сме поинтелектуално појаки или посилни од другите, туку треба тоа што го читаме да го примениме во нашиот живот. Не да не учиме Библијата теоретски, па кога доаѓаме во контакт со други луѓе, да може да ги надзборуваме, или да ги убедиме, или да ги надзборуваме. Не. Едноставно, кога ја читаме Библијата, таа наука или таа порака треба пред се да ја примениме на себе. А сега, и тука постојат 3 клуча. Клучот за успешно проучување на Библијата содржи: број 1. Молитва за добивање на Светиот Дух. Затоа ние кога читаме Библијата, не ја читаме како обична книга. Пред тоа треба се помолиме, да побараме сила на Светиот Дух, разбирање, затоа што тука има и тешки работи, има многу важни работи и озбилни работи во Библијата. Значи, Духот Свети ни ја открива вистината. Знаете, кога читаш, вели: аха, сега тоа го разбрав. Тој момент кога Духот Свети ти го расветлува тоа. Може би до вчера си го читал и така си го поминувал. Меѓутоа, во даден момент, Духот Свети тоа ти го расветлува, зашто веќе си способен да ја примиш пораката што Бог сака да ти ја даде во тој миг. Значи, потребно е молитва за добивање на Светиот Дух. Понатаму, понизен став. Ние не смеме гордо да се однесуваме да пристапиме кон Библијата. Библијата е секако Божја книга, Божје писмо, но сепак ние треба да бидеме понизни. И трето, да поминеме квалитетно време, да споредуваме правило со правило. Не може во Стариот Завет Бог да каже 6 дена работи, 7-миот е одмор, сабота, и некој доаѓа денеска во 21-виот век или не. Бог укинал 7-миот ден. Сега сите денови се еднакви. И ни чита таму од Новиот Завет,
некои стихи кои немат баш додирна точка со укинувањето, меѓутоа си го земат како подлога и да се уверат самите себе дека денеска можеш секој ден да празнуваш. И така луѓето се зашеметуваат, така луѓето се едноставно оддалечуваат од Бога. Не може Бог сами од себе да си противречи, да во Стариот Завет кажува едно, а во Новиот Завет тоа да го укинува или да каже повеќе не важи. Во иднина, која ќе ја читаме Библијата, да си ги поставиме почитувани на себе си следниве прашања. Што им Бог говорил или што им говорил Господ на луѓето во времето кога биле пишувани овие зборови? Значи, кога ги читаме деловите на Стариот Завет или на Новиот, да се запрашаме зошто Бог така им кажа, зошто Бог така им се обратил, зошто Бог така ги предупредил, зошто Бог така ги опоменал. Дали тоа денеска и за мене важи? Што денес Господ вели за мене? Што ми кажува овој текст за мене самиот? Што ми кажува за Бога? Ако на тој начин пристапиме кон Библијата, ќе видите дека многу работи ќе се разјаснат, многу работи ќе бидат чисти и нема ѓавот да успева да не отргне од тој вистински пат што Исус го трасирал, бидејќи Исус рекол: јас сум пат, вистината и животот. Колку била важна молитвата во животот на Исуса Христа. Денеска има луѓе кои молитвата ја заменуваат со прекрстување со рак. Тоа не е исто. Молитвата си е молитва. Значи, молитва со зборови. Ако не знаеме да се молиме, можеме како почетна молитва да ја земеме молитвата Татко наш во Матеј 6 глава, од 9 па до 13 стих. Исус го дал тоа правило како една мустра да луѓето почнат да се молат. А прекрстувањето со рака не може се замени она вистинска молитва, зашто молитвата ниту напишаната не е она како што треба да излезе од твоето и од моето срце. Како што солзите се појават од нашите очи, така и молитвата треба да излезе од длабината на нашата душа. Секако молитвата е збор или зборови кои ние ги искажуваме пред Бога. Има различни молитви, но да видиме за Исуса колку била важна молитвата. Тие денови се искачи на една гора за да се помоли. Што барал Исус горе на планина? Што барал Исус горе на некој рид? Зошто таму отишол? И ја помина, вели, цела ног во молитва. Секако, ако има потреба, ние ќе поминеме цела ног. Не мора да одеме сега цела ног на молитва. Може да одвоиме доволно време колку ни е потребно дома, во својот клет, во својата соба, во својата дневна соба, во својот стан, во својата куќа. Или одиш во поле, на нива, тамо кај што си слободен, тамо кај што си мирен, тамо кај што можеш да комуницираш некое време со Господа, со Создателот. Наистина, животот на Исуса Христа бил, молитвата во животот на Исуса Христа бил најважен фактор за одржување на живототворна врска со Таткото. Исус, како овде што читаме, се молил понекогаш цела ног. Затоа што преку ден имал многу активности и тој се исцрпувал и морал да биде постојано во конекција, во комуникација со Отецот, да прими сила за денот кој следува. Исус понекогаш, значи, поминувал квалитетно време на молитва. Тој го сакал приватниот, личниот разговор со својот небесен татко. И тој барал и одговор за своите активности. Зашто Исус сега бил во тело, иако бил Бог. Значи, тоа мора да ни биде јасно. Исус тие 33 години се однесол како човек. Иако би бил Бог, но во човечко тело. Целосно бил зависен од Отецот. И затоа ангелите го штителе, бидејќи бил во опасност да го убијат. Читајте во Новиот Завет, вели, и сака да го убијат. Неколку пати на Исуса сакали да му извршат атентат, народно би кажано. Меѓутоа, Исус тоа го проникнувал и се повлекувал на тајно. Едноставно не сакал да влезе во костец со непријателите. И затоа кога лечел, кога правил чуда, што им велел на излечените? Не кажувајте, одете си дома, или одете кај свештеникот, покажете се. Едноставно не сакал да предизвикува омраза, иако знаеме дека го мразеле. Ако на Исуса, почитувани, кој бил совршен, својот живот го насочувал на молитвата, колку повеќе нам денеска ни е потребна таа истата молитва. А ние сме несовршени, грешни, обременити во овој 21 век. И нам денеска ни е навистина неопходно потребна молитвата. И затоа, за да бидеме успешни христијани, за да бидеме успешни и во својот бизнис, и во својот деловен, секојдневен живот, да ја користиме молитвата. Ништо не чиним.
Но много може да ни помогне кога правиме планови, да пред Бога ги ставиме тие планови, да Тој ги одобри, бидејќи никако луѓе може да планираме, но Бог е Тој кој ги знае, го знае почетокот и го знае крајот. Според Исусовите зборови, што е неопходно за да се искуси силата на молитвата? Еве што вели апостол Павле, односно Матеј. Но ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на својот Отец, кој е во тајност, и тој кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Што е неопходно за да се искуси силата на молитвата? Одговорот е, мора да се одвоиме. Мора да најдеме свој ќоше, свое место. То не мора да биде со часови, зашто не притиска времето. Наутро треба на работа. Меѓутоа неколку минути или во текот на дента. Која е твојата скришна соба, пријателе мои? Која е мојата скришна соба? Која е нашата скришна соба, кај што ние ќе клекнеме и ние ќе комуницираме со Господа? Давид пишува, царот Давид, или наутро, напладни навечер, клечам и се молам и чекам од тебе, Оче. Кога се молиме, да не зборуваме многу како незнабожците. И затоа Исус во една прилика ги укорил фарисеите кои се молеле на раскрсници, клечеле да ги видат луѓето да кажат, гледај колку се духовни, колку се побожни. Исус не сака така тоа да го правиме. Вистинската молитва, почитувани, не е тешка. Еде како Исус ги кори. Кога се молите, не зборувајте, не говорете многу како незнабожците. Знаете колку трае молитвата Татко наш? 45 секунди. Не една минута не трае. А се е офатено. Се е офатено. Значи, ние треба да бидеме експедитивни кога зборуваме. Секако има молитви кај што ние може да се молиме дома и еден час да го излиме своето срце пред Господа. Меѓутоа, Исус ги укорил незнабожците или крижевниците. Вистинската молитва не е тешка. Едноставно, отвори го своето срце на Бога како на свој пријател. Ние преку молитвата ја искажуваме пред се нашата благодарност, а и нашите потреби на нашиот Бог. Зошто објавувањето на Евангелието е важен дел од христијанскиот живот? Ги спомнавме тие 3-4 точки, сега доаѓаме и до ова. Зошто, кога ние проповедаме, кога ние зборуваме, што правиме? И ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Почитувани, ние сме овде. Ние живееме во овој знак. Ето ова е светот, се палат сијалички, целиот свет е опфатен со веста на Евангелието. Ова е последниот знак во кој ние денес живееме. Денес се проповеда Евангелието како ние што правиме вечерва во цел свет, на телевизија, на интернет. Кај да притиснете, ќе најдете за Библијата. Кај ќе притиснете, ќе најдете предавања од Библијата или духовни предавања. Овде Исус вели, одете и проповедете го Евангелието. За сведоштво, едни ќе бидат осведочени, ќе речат, така е, браво, но јас не може да бидам таков, а други ќе речат, да, јас сакам да бидам таков. И ќе почнат да се менуват. Ќе се менуват и на крај донесуват одлука да бидат Христови. Бидејќи Христос е тој младоженец, црквата е невеста и треба да се споиме. Кога Исус ќе дојде еден ден, ќе дојде по својата невеста, тоа сме јас и ти, и да не земе да бидеме во вечноста со Него. Христијанската мисија е јасна, да го проповедаме Евангелието. Секако некои се професионалци во тоа, а ние останатите сме аматери. Таму во свој делокруг на работа, кај што се движиме, кај што работиме, може да им кажеме на луѓето и да ги насочиме кон Христа. Да бидеме сведоци за Исуса Христа. Да го упатиме човекот на тој вистински пат. Бидејќи кога ние мисионираме, почитувани, самите се заекнуваме, и самите се остриме, и самите се осведочуваме во тоа што веруваме. Бидејќи не можеш да сведочиш ако не веруваш во тоа што го кажуваш. Сте слушнале за некој сведок на суд, дал еден исказ, а после пола година го променил тој исказ. Тој не бил сигурен во тоа што го зборува. Меѓутоа, ако ние сме сигурни во своето верување, со радост ќе го пренесеме тоа и на другите луѓе кои се околу нас. И сега кога ние сме одлучили да бидеме христијани, прашањето вели како треба да живееме или како треба да живее христијанинот кога станува збор за изградување на карактерот и однесувањето. Ние знаеме дека се ќе изгубиме на оваа земја, се ќе пропадне и телото ќе ни се распадне. Меѓутоа, Библијата зборува за нашиот карактер. Единствено нашиот карактер ќе остане. Нашето ДНК е кај Бога, кога еден ден ќе се почине.
Но кога ќе дојде воскресение, Бог ќе ги воскресне сите праведни, сите кои со вера заспале во ново тело, но карактерот ќе биде повратен. Карактерот ќе се поврати на човекот. И затоа е многу важно да вложуваме денеска во нашиот карактер. Еве што вели апостол Петар. Но по примерот на светиот, кој ве повика, и вие самите бидете свети во сите ваши постапки. Бидете свети. Значи, изградувајте го вашиот карактер. Тоа е многу важно, почитувани. Бог не повикува сите нас, како христијани, да живееме еден свеж живот. Каков е тој живот на еден христијанин? Број 1, да биде непорочен. Број 2, да биде послушен кон Исуса, кон Бога. Бог сака да навистина го почитуваме и во живот тоа да го спроведиме. Бог сака, почитувани, не само да бидеме слушатели, таму вели во Откровение 1 глава, благо на оние кои слушат, односно кои читат, кои слушат и кои држат, кои исполнуват. Тоа се три, како едно столче со три нози. За да обстане столчето не може на две, мора да има три. Значи, кој чита, кој слуша и кој држи. Тоа се многу важни особини на еден христијанин да бидат во неговиот карактер. Кој духовен совет им го упатил Павле на христијаните во Рим? Сега одиме малце во христијанското живење. Да видиме какви треба да бидеме христијани надворешно. Библијата е практична книга, почитувани. Светот е тој кој нас не мами. Светот е тој кој сака да се прилагодиме кон светот, но тоа не е исправно. Ако ние го следиме светот, ќе отидеме многу далеко од Бога. Павле вели, не сообразувајте се со овој век. Еден друг превод вели, не се прилагодувајте со овој свет, туку преобразете се со возобновување на вашиот ум. Гледате што е битно. Умот, не нашето надворешно прилагодување на овој свет. Ние треба карактерот да го обновиме, за да можеме и да можете да ги испитувате и сознавате што е волјата Божја, што е добро, благогодно и совршено. Многу е тоа важно, почитувани, да ние внатрешно се менуваме. Секако кога внатрешно ќе се промениме, тоа ќе се види и однадвор. Тоа ќе се прочита и во мојот речник. Сеќавате за Петар како жената го препозна. По што го препозна? По облеката? По зборовите. Ти си негов ученик. А Петар почнал да се колне, да кажува, жено, ти сигурно си грешка. Кај ти се научарте? Може си ме помешала со некој. Не, ти си вели. Говорот те издава. И никако христијани, почитувани, мора луѓе да не препознаат, не само по име и по презимето, или по нашиот диалект, од каде сме, туку по нашиот начин на живење. Павле вели, немој да се прилагодувате со овој свет. Последна изрека, не знам дали сте слушнале, кога си во Рим, однесувај се како римљанин. А Павле, кој бил во Рим, и на верниците вака им рекол. Павле, еве што им кажал на верниците во Рим. Кога сте во Рим, не однесувајте се како римјаните. Обратно. Зошто? Па римјаните биле безбожници, биле незнабожци, биле паганци. Тие се молели на Нерон, за нив човек бил Бог, или се молели на тие небесни тела. И затоа Павле им вели, немојте да бидете како римјаните. Вие сте изложени на сите световни притисоци, особено во големите градови. Внимавајте да не станете световни, Павле им вели. Еден друг превод вели за овој стих што го читавме, не дозволувајте светот да ве втера во свој калап. Знаете калап што е? Да не дозволиме, почитувани, овој свет да не втера во свој калап. Ако следиме модата на овој свет, парите само за панталони ќе ги давам, или жените за фустани. Ако го следиме овој свет и ова мода, постојано се менуват модите, постојано трендовите се менуваат. И затоа христијанскиот начин на живот е втемелен на Библијата. И нема секојаш да биде омилен кај луѓето. Ке те сметат може за старомоден, ке те сметат може би за заостанат, меѓутоа битно е Бог какво има мислење за тебе и за мене. Мартин Лутер Кинг еве што кажал. Ние сме повикани да бидеме луѓе на уверувањето, а не на приспособувањето. Со морално благородство, а не со општествен углед. Нам ни е заповедено да живееме поинаку и во согласност со возвишената преданост. Дали е во право овој човек? Да. Ние сме повикани да бидеме луѓе на нашето верување, на што веруваме, а не да се приспосуваме
да се приспособуваме како другите, така да се приспособиме како тие што велат. Не, ние треба да го следиме, почитувани, патот на Исуса Христа. И затоа следното прашање вели, од кои посебни влијанија на светот треба да се чува христијанинот? Еве овде таа мода, гледате овие слики, ни укажува левата слика за модата, а десната исто така, младите се многу во искушение во овој свет денес во кој ние живееме. Текстот вели, не љубете го светот и се што е во него. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов од Отец. Зашто се што е во светот, гледате што е во светот, похота на телото, што се тие желби, похотливоста на очите, желбата на очите, горделивоста на животот, не е од Отецот, туку е од овој свет. Поштовани, имаме еден податок, некој пресметал во Америка, просечна личност во текот на еден ден гледа околу 1000 реклами. 1000 реклами. Не мора да гледаш телевизија денеска на мобилен, кај што таму си на интернет. 1000 реклами во просек човекот гледа, поминува низ неговите очи, низ неговиот ум. И тоа остава длабок траг, белег во нашата психа, во нашиот карактер. И затоа, не случајно, ово го запишал апостол Јован, вдахновен од Духот Свети, вели, немојте да го сакате или да го љубите светот. Световното влијание на вистина е големо околу нас, почитувани. И знаете денеска околу се што се вратат работите. Страстите, парите и власта. Ако имаш пар, имаш власт. Тоа е едно тркало кое постојано се врти. Светот не повикува да трупаме богатство. Јас не зборувам против парите, да не бидам погрешно сватен. Меѓутоа, ако само тоа не биде преокупација, ќе ни помине животот и на крајот ќе рече кога помина животот. Нема време да живеам. Едноставно, парите се потребни, но да помагаме ако можеме на оние кои се посиромашни од нас. Христијанинот треба да живее едноставно, да биде великодушен и секако да помага колку ако може. Световното влијание на општеството околу нас се врти главно, како што спомнав, околу тие три работи. Страст, пари и власт. Со какви мисли треба да се занимава умот на еден христијанин? Понатаму, браќа мои, на она што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба, само на тоа мислите. Гледате тие неколку епитети кои се многу потребни да бидат дел од нашиот карактер. Вистините да бидеме, честни, праведни, чисти, да бидеме љубезни, достојни за слава. И она се што е добро, вели апостол Павле, што е за пофалба, само на тоа мислите. Интересно, колку пати сме наишли на луѓе со лош карактер. И велиме, како е можно тој така да постапува? Па затоа што ги нема усвоено тие доблести, тие Божи особини кои овде Павле ни ги нагласува. Тие се многу важни, уште еднаш ќе ги повторам. Вистинити, честни, праведен. Денеска, на жалост, нема правда. Нема честност. Секој гледа да те прелаже, да те излаже. Меѓутоа, ние како христијани, и затоа овде прашањето вели, со кои особини, со кои мисли треба да се занимава умот на еден христијанин, со овие особини што Бог ни ги кажува вечерва. Наистина, тоа е многу важно. Ти сигурно не си она што го мислиш, но она што го мислиш, тоа си сигурно. Тоа е една интересна изрека. И затоа, почитувани, денеска ѓаволот успел со неговата моќ да пред нашите очи да постави телевизор, списанија, музика, интернет. И тоа чеко по чеко не оддалечува од Бог. Секако ние сме господари. И тоа е добро што имаме таа техника. Меѓутоа да не владе таа со нас, ние да бидеме господари. И затоа не е никакво чудо што Библијата толку ја нагласува важноста да ги чуваме приодите кон нашиот ум. Тоа се нашите очи. Нашиот ум да не биде под влијание на сатаната, односно на ѓаволот. Кои христијани примаат благодат од Бога? Бог се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Бог сака, почитувани, да бидеме навистина понизни. Бог ни дава благодат да се зацврстиме во верата. Бидејќи не можеме ние самите да обстанеме, сатаната е многу посилен од нас. И сега овде гледате Дигитрон,
гледате пари, нова слика. Прашањето е кои библиски начела го регулираат управувањето со нашите финансии. Ево го текстот. Секој да дава како што одлучил во срцето, а не со жал или принуда, зашто Бог го љуби оно што од срце дава. Ние треба да бидеме свесни, почитувани, дека се што имаме, Бог е собственик. Бог тоа ни го дал и ние сме така наречени управители. Едноставно, Бог нас не ополномоштил да бидеме негови пристави или негови службеници. Значи, Бог ни дал здравје, ние да заработиме. Бог ни дал ум, тоа да го така направиме. Едноставно, Бог сака да заработиме за издржување на нашето семејство. Но парите што ги имаме, да ги трошиме, како што вели овде текстот, мудро, зашто еден ден ќе даваме одговор и за времето кој сме го потрошиле на беспотребни работи. А знаете, ѓавот од своја страна ќе стори се да не зароби. Да не зароби и тоа скалило постојано да го качуваме погоре и на крајот ќе се истоштиме и ќе дојде болест и ќе ни дојде крајот. И затоа Бог вели во 1 Тимотиева 6:10 дека љубовта кон парите е корен на секое зло. Важно начело за управување со нашите пари дека на Бога му припаѓа еден дел. А тоа го напишал Малахија следново. Сме ли човек да краде од Бога? Ке речете, што да крадем од тебе? И сега Бог дава одговор. Од десетокот и приносите. Почитувани, десетиот дел му припаѓа на Бога. Тоа е Божје правило. Тоа не сум го јас измислил или некој трети или четврт. Десетокот е проверка на нашата честност. Додека даровите што ги ние даваме е проверка за нашата великодушност. Тука, ако му бидеме вери на Бога, Бог ќе не благослови. Тие средства Бог секако не ги добива горе на небото. Тие средства се потребни за неговата организација. Тие средства се потребни за мисионирање, за евангелизирање, за радоста вест да се однесе на луѓето кои се уште не го познават Господа. Скромниот христијанин не само што ја гледа потребата, туку тој живее живот и служба кон ближните. Значи, неговиот живот е живот да им помогне, да им служи на луѓето кои се околу него. Како се однесува еден христијанин во меѓучовечките односи во бракот и во семејството? Бракот да се почитува од сите и брашното легло да се пази неоскврнато, а блудниците и прелюбниците ќе ги суди Бог. Затоа човекот ќе ги остави татка си, мајка си и ќе се прилепи кон својата жена и тие ќе станат едно тело. Гледате, бракот потекна од Библијата. Бракот и саботата, тие се две установи, произтекнуваат од рајот. Бог го благословил седмиот ден и ја благослови првата заедница, тоа се Адам и Ева. Гледате, тоа правило и тоа однесување треба да биде број еден во еден христијански живот. Бог не создал да сакаме и да бидеме сакани. Човекот не е изолирано суштество, ние сме општествено суштество. Ние треба да живееме еден со друг, да имаме добри односи, добра комуникација, но бракот е нешто посебно што Бог го поставил уште во Едемската градина. Како гласат библиските начела за христијанското облекување? Еден христијанин, рековме, треба и на дворешто да се покаже дека е Христов следбеник. Его правилото. И така и жените облечени пристојно, со срамежливости и честност да се украсуваат. Не со плетенки, ни со злато, со бисер или со скапоцени облеки, туку со добри дела, како што им прилега на жените што и се посветуваат на побожност. Гледате, почитувани, овде име правило како да се облекуваме, како да се однесуваме. Секако, нашто поднебе овде во Европа или во Кавадарци се облекуваме културно како што се облекуваме, но Бог ни дава правила. Значи, да не се, и зато ги читавме претходно стиховите, да не се прилагодуваме, да не се изначуваме со овој свет. И за мажите и за жените, од суштинска важност е христијанот да го представува животот на Исуса Христа. Значи, Исус сака да се облекуваме скромно, едноставно, не трошејки и лјадници средства за најновата мода. Едноставно, христијанинот треба да се насочува внатрешно, да го изградува својот карактер, не на дворешноста,
Меѓутоа, сепак, овде Павле зборува и за нашиот надворешен стил на облекување. И ќе ја казнам за деновите поминати во служење на вавилонците, кога им кадела и ги китела со обетки и гривни, одела полюбовници своји, а мене ме заборавила, вели Господ. Гледате, овде се правила за надворешно украсување или облекување. И така покорете му се на Бога. Противите се на ѓаволот и ќе побегне од вас. Почитувани, тоа се едноставни правила, за да бидеме успешни во нашиот христијански живот, како внатрешно, така и надворешно. Како на христијанин, на располагање ти стојат сите сили на Вселената, за да ги победиш искушенијата и гревот. Бидејќи ќе се сочиме со зид и ќе речеме: Боже, јас толку сум оптеретен, немам сила да живеам. Но овде, овој текст вели дека ни стојат на располагање сите небесни сили, почитувани. Само од нас зависи дали ќе ги употребиме во нашиот христијански живот. И одиме при крај на ова размислување. Што треба да се запомни како најважно за живењето на христијанскиот живот? Оддалеку ми се јави Господ и ми рече: со вечна љубов те засакав и затоа останав милостив кон тебе. Почитувани, тајната на успехот не е во нас, во нашата сила, во нашата филозофија или мог. Тајната на нашиот христијански живот е во таа вечна љубов, која постојано зрачи од небото. И таа љубов сака да те погоди тебе и мене, во моето и во твоето срце. И тогаш, навистина, се оно што го читавме вечера, ќе ни биде така лесно, така едноставно за живење и за прифаќање во нашиот христијански живот. Како што една девојка или момче се сакаат и нема да им биде тешко да направат отстапки едни од други, да бидат заедно во брак. Зашто се сакаат. Ако ние го сакаме Исуса, сите тие работи ќе ги прифатиме и ќе бидеме блиски до Христа. И пред да ги споменеме тие три факти или три прашања, сакам еден краток пример да ви пренесам, а тоа е еден човек одел по улица и пронашол едно мало кученце. Знаете, куче шетало по улицата. То куче било болно, квичело покрај патот, ногата му била скршена. И човекот го зел кучето, го однел дома, му ставил шипка или шина доле на ногата, му е преврзал и така го пуштил во дворот, односно во неговата куќа. Кучето си одело низ собите и го следело својот нов господар. Заедно си играле и кучето секој ден го пречекувало господарот кој се враќал од работа. Меѓутоа, еден ден кучето го снемало. Се враќа човекот од работа, гледа таму во собата, во просторијата го нема кучето. Се прашувал: зошто ова куче го нема? Што му скривив па да избега? Кога осамнал следниот ден, кучето се вратило, мавтајки со своето мало опавче пред вратата. Но сега кучето не било само. Донело друго кученце, кој исто така имало скршена нога. И тоа било тука поред вратата и го донело секако ова куцо куче, друго кученце со скршена нога, за неговиот господар да го излечи. Почитувани, што мислите за ова случка? Дали и ние сме куци? Дали и нашата нога или рака е скршена? Дали нам не е потребна интервенција, некој да дојде да ни помогне како овој човек што му помогнал на ова кутре? Дали ова го опишува растењето на нашиот христијански живот? И ние растеме. Знаете, децата кога растат ќе паднат, ќе си ги удрат колената, ќе стане детето. И така во паѓањето растеме. И ние паѓаме во христијанскиот живот. И кај нас се случува да се лизнеме. Може да ги прекршиме некои тие правила, но не е тоа смртен грев. Тоа е само потик да сватиме дека ни е потребна силата на Светиот Дух, кој ќе не води, кој ќе не натера, во смисол, ќе не потикне да ги следиме Христовите правила. Бидејќи рековме, сета небесна сила ни стои на располагање. Еве ги тие три факти за кои сакам уште малце да позбориме. Единствен начин да живееш како христијан е да останеш поврзан со Исуса. Значи, не можеме сами. Ние не можеме сами да обстанеме како христијани пред Бога. Ке не нападне сатаната 100%. Но кога сме во заедница со браќа и сестри, кога доаѓаме во заедницата кај што се слави Бога,
Кога сме ние во заедница и со Христа, ние сме тука еден ден, доаѓаме на богослужение, но останатите 6 дена сме дома. И затоа потребна е, почитувани, тесна комуникација со нашиот Бог, со нашиот Спасител. Клучот за растението е да ја проучуваш Библијата, да се молиш и да го проповедаш Евангелието. Тоа се 3 точки многу важни. Проучуване на Библијата, да се молиме и да го проповедаме Словото, да ја проповедаме ова вест, ова радосна вест, бидејќи има многу луѓе кои се околу нас, кои се духовно слепи. Иако живееме во овој 21 век, но на жалост некои се уште живеат многу назад. Немат многу добра слика за Бога или имат искривна слика за Бога. И трето, Бог не сака со вечна љубов. Го читаме стихот во Еремија. Бог, почитувај, не сака со вечна љубов. Не треба да го слушаме гел кој ќе ни каже Бог не те сака. Бог те мрази затоа што си го направил ова или она. Не. Бог не сака постојано. Меѓутоа, нашите греови понекогаш го кријат лицето Божје. И затоа време е, почитувани, да дојдеме кај Христа и вечерва да клекнеме пред Него и да му кажеме: Исусе, прости ми, води ме Ти и помогни ми да мојот христијански живот оди напред. И сосема на крај, дали според твое мислење христијански живот е тежок или лесен? Ако е лесен, зошто? Ако е тежок, зошто? Не е нито лесен, нито тежок, но ако сме со Христа, Павле вели: се можам со Исуса Христа кој ми дава сила. Ако ние сами се бориме против гревот, ако ние сами ги држиме 10 заповеди, ќе се умориме. Но ако е Христос со нас и во нас, ако Духот Свети не потикнува постојано, навистина животот ќе биде христијански многу лесен и радостен. Зошто мислиш дека начинот на живот е важен? Иако не се спасуваме со своите дела. Да, делата нема да не спасат. Делата нема нито да не препорачат кај Бога, но тоа се одлика на нашата внатрешност. Значи, ако ние сме Христови и нашиот надворешен изглед ќе изгледа дека сме ние побожни, дека сме ние Христови, дека ние сме овде гости и дека едва очекуваме промена, да се врати нашиот Исус и Спасител. Дали утврди кој е најуспешниот начин да ја одржиш животната врска со Бога? Секако ние самите вечер одлучуваме дали ќе го отвориме срцето свое. Но ако го отвориме срцето, Духот Свети ќе влезе во нас. Како што вели таму во Откровение 3 глава 21 стих: стојам и тропам на срцето ваше, на вашата врата. Ако отворите, ќе влезам во вас и ќе бидам со вас и ќе вечерам. Нека вечерва навистина Бог биде наш гостин, постојан гостин во нашиот дом, во нашето семејство. Сега, откако го заврши проучувањето на низата теми од прирачникот тајните на пророштвата, дали би сакал да ја обновиш својата одлука, да го прифатиш Исуса Христа и да го следиш во својот живот? Јас напишав за мене да. Верувам дека и вие потајно во своето срце таа молитва вечер ја упатуваме. Боже, сакам да бидам твој следбеник. Бидејќи овие 24 теми, почитува, ние длабински навлеговме во Библијата, во Светото писмо. И Господ нека ни помогне да навистина тоа што го читавме, што го учевме, да го спроведеме и во нашиот живот. Еден ден да се најдеме сите вака со нашите мили и драги во Небесното царство. Тоа е моја молитва и Бог нека ја услиши. Амин.